Тените во секторот образование. Прво им е скратено правата, им е скратено нормална трансформација на работниот однос. Ако доктор после година-две добива трансформација на работен однос, полицаец после поминување на приправнички добива, администрација после 2-3 години, образование имаме луѓе кои што работат по 10 години нема трансформација на работниот однос. Во просек во образование човек добива трансформација на работен однос после 5 години. Тука е проблем со колективниот договор што го имаме и од тука е и она несигурност на просветните работници затоа што поголем временски период и ставаат во чекалната, поголем временски период се под влијание на притисоците од политичките партии, а и јавност е добро запознаена дека во колку што во секторот образование има партиски реваншизам на промена на просветни работници, значи тоа е нешто најдолно што може да се случи во африканските држави такво нешто не може да сретнеме, да менуваат наставници по промена на локална власт. Ние против тоа се бориме. Против тоа се бориме и успеавме многу луѓе да заштитиме. Проблемот е кај просветните работници што имаме ние механизми да ги штитиме, ама тие не бараат помош. Бараат помош од кога им се случи истото тоа што веќе одстана. А инаку да, само оваа година па едно 20 колеги ги вративме на работа. Буквално онака иштимувани конкурси, нестручен кадар се прима, ги на колегите не им продолжуваат што работеле 2-3-4 години, успеавме доста колеги да вратиме, затоа што пак ќе кажам има луѓе во системот кои што честно си работат и само добиваме повици, добиваме решенија за добиени правни битки, тоа мене ме охрабрува, а од друга страна па тоа му дава сила на синдикатот, затоа што верувајте една одлично искуство ќе кажам дека има луѓе кои што сме добиле правни битки кои што се лојални на организацијата премногу. Значи таква лојалност немаат политичарите во нивните политички партии. Таа може би некој во нека форма на интерес е, ама кај нас дал независниот синдикат токму ради таа работа. Затоа што има луѓе што били збркани, сме ги вратиле на работа и тие се многу лојални. Учествуваат на протести, учествуваат во градење на синдикатот, учествуваат со идеи, значи спремни се и собствена жртва да дадат за синдикатот. И тоа мене ме охрабрува дека сме на добар пат.